Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот. Причините за оваа појава кај децата може да бидат различни. Логопедот Весна Јакововска вели со оглед на тоа што голем број на родители се пријавуваат во незината ординација со овој проблем, ваквата ситуација кај нас е алармантна. Обично се очекува после година и пол-две веќе да почнат првите зборови да се појавуваат. Кога тоа ќе го нема, веќе алармантно и родителите би било добро да се јават на матичен лекар, педијатар, логопед и така натаму, понатаму и дефектолог ако треба да се вклучи. Причините за проблеми во говорот можат да бидат различни, но како општи причинители се појавуваат технологијата, странскиот јазик од цртаните филмови и неактивноста на децата. Како општо би кажала дека техниката, странскиот јазик вклучен од цртаните филмови и неактивноста на децата придонесуваат за цел развој, значи не само развојот во говор, него и психомоторниот развој, физичкиот развој да биде забавен кај децата, што е навистина проблем и може да биде една од причините за забавен говор и целосен развој на децата. Во зависност од проблемот, тој може да биде вроден и стекнат, и токму поради тоа треба многу да се внимава и да се дадат насоки за правилно будење на мозокот. Спознавањето со себе си, околината, правилно доживување, комуникацијата со другите е дел од терапијата која се спроведува кај децата со проблем во говорот. Постојат и медицински терапии кои што треба да бидат вклучени, зависи каков проблем е, за што станува збор. Меѓутоа, например, од наша гледна точка логопедска дефектолошка, се оди преку игра, баш тие работи кои што очекуваме детето да ги има развиено спонтано, а ги нема, еден вид будење на телото и на мозокот, се работи на тој дел, значи лулашки, лизгалки, подредување, редење, зависи каде е проблемот, каде е слабата точка на тоа дете. Логопедот Јакововска вели дека видувањето за тоа како треба да изгледа правилно развиено дете е изместено. Обично родителите сметаат дека тоа е дете што знае многу видеоигри, богат вокабулар на англиски јазик, но Јакововска вели тоа е погрешно. Треба да се обрне внимание на физички развој, на спортување, активности, разговарање со детето, за да може и него да му биде разбуден мозокот, да може да размислува, да го вклучува мозокот, со тоа и физички да биде вклучен. Така да техниката и англискиот јазик јас би ги оставила за понатаму, откако добро ќе се развие и говорно и телесно, физички, значи во секој поглед. Ова е навистина сериозен проблем кај децата, иако процесот на социјализација и оспособување за секојдневниот живот, како и образованието е макотрпен и долготраен процес. Логопедите и дефектолозите препорачуваат децата да не бидат препуштени на технологијата, туку на спортската активност, за што подобар психомоторен развој.